А сега вистинско време е да се преселиме во Прилеп, затоа што таму веќе има најавено многу настани кои што ќе се случуваат во текот на летото, но и многу настани кои што веќе се во тек и се актуелни. Прилепското културно лето, пивофест и многу други. И ова лето ќе го оживеат културниот живот токму во овој град. Но деталите за ова утрово ги има колегата Дарко Штарговски. Дарко, добро утро и како е во Прилеп ова утро? Добро утро, Бети, добро утро до сите гледачи на телевизија Мега. Како што може да забележите, тука е навистина топло. Има еден термометар точно до нас, тука покажува околу 35 целзиусови степени, што значи дека времето во Прилеп е навистина топло уште од раните утрински часови. Она што ќе зборуваме за Прилеп ова утро е тоа дека овој град полека, но сигурно станува навистина центар за развој на така наречениот фестивалски и спортски алтернативен туризам. Доказ за тоа се големиот број манифестации што се организираат на ова поле преку целата година. Летната сезона туку што започнува, а со тоа започнува и туристичката сезона на Прилеп. Можеме да кажеме дека практично оваа сезона започнува со меѓународниот фестивал на народни песни и инструменти Пеце Атанасовски, кој што треба да започне токму вечерва. Мои соговорнички ова утро се господјата Родна Величковска, уметнички директор на фестивалот Пеце Атанасовски и Снежа Ристевска, советник за култура во општина Прилеп. Господјо Величковска, како што кажаме, вечерва започнува меѓународниот фестивал за народни песни и инструменти Пеце Атанасовски. Започнува со дефиле низ градските улици. Да. Колку учесници оваа година се пријавени и од кои држави ќе дојдат тука во Прилеп? Да. Годинава се пријавени преку 500 учесници, но на овој фестивал сега ќе ни дојдат околу 350 учесници. Тоа се наши од сите региони на Република Македонија, ни доаѓаат групи и поединци кои ќе се надпреваруваат, а тука се и нашите гости, ни доаѓаат гости од Русија, од градот Воронеж, што е групата Павет. Потоа доаѓаат македонците од диаспората, доаѓаат од Качарево, Република Србија, а тука се и двајца наши инструменталисти кои ни доаѓаат од Австралија. Едниот од нив во 2007 година ја доби гајдата на Пеце. Имаме и гости од Бугарија и тие ќе ни се представа со автентичен фолклор од Малешевско-пијаничкиот регион од другата страна на границата. Тука се и група инструменталисти кои ќе од Република Србија, кои ќе настапат поединечно на различни музички инструменти, традиционални музички инструменти. Така да ние сме спремни сето ова да го издржиме до крај. Еве сега се надеваме дека дефилето ќе почне на време и организацијата е веќе при крај, така да ги поканувам сите гледачи на телевизија Мега и би сакала да дојдете да не проследите овие два фестивалски вечери. Првата вечер ќе биде овде на камената сцена во Прилеп, а втората фестивалска вечер ќе биде на познатата Рудина во селото Долнени, општина Долнени. Така. Двата вечери, и вечерва и утре ќе бидат од надпреварувачки карактер. Кои награди се предвидени оваа година да ги добијат учесниците? Значи, да, двата вечери се надпреварувачки. За странските учесници наградата е гајдата на Пеце, а за нашите учесници ќе биде престижната Гран При награда за најдобриот интерпретатор или група или поединец, но имаме и други награди, најуспешни исполнители на поединечни инструменти или како група воопшто. Она што исто така интересно за овој фестивал е што во изминативе 2 дена во Прилеп се одвива еден семинар за изучување на народни инструменти, тапан, гајда, зурла и кавал. Каде се одвиваат овие часови за инструментите и кој ги држи? Значи годинава како пропратно се одржува и семинарот за изучување на традиционални инструменти, но и народното пеење. Предавачи на семинарот се Горанчо Ангелов, магистар Горанчо Ангелов, професор на Музичката академија при УГД Штип, и јас им држам пеење на нашите гости што се дојдени од странство, така да ќе биде интересно да се погледа. Тоа ќе биде токму вечерва ќе се случи, од она што
што го вежбавме, заеднички ќе настапиме со една точка. Како реагираат странските учесници на нашата народна песна, нашите народни ора и фолклор? Па они се одушевени. Импресиите на моите колешки што доаѓаат од Русија кажуваат дека навистина им се допаѓа македонците, народот им се допаѓа, планините, се тоа, се што се случува, тоа вика ние го чувствуваме во нашето срце. Поготово музиката, они со одушевување прифатија да настапат и да изучуваат песни. Па веќе научи едно 4-5 песни од кои ги селектиравме, избравме као заеднички производ, вокално-инструментална изведба на една песна од пијанечкиот регион. Колку е фестивалот значен за зачување на тој македонски мелос? Па огромно е значењето за зачувување, бидејќи нашите фестивали, тоа се, да речеме, еден или два-три фестивали кои се навистина носители на ова наша традиционална култура која треба ние да ја очуваме. Значи, навистина тука се собираат сите, од сите региони ни доаѓаат поединци и групи кои навистина ја негуваат својата традиционална култура, а тука се едуцирани и учесници кои на вистина се потрудија автентично да не го представат сето она што го научиле. Значи, доаѓаат директни исполнители, носачи на таа традиција и они кои на некој начин наследили или едукативно ги постигнале своите резултати. Ви благодарам на разговорот. И кога сме кај фестивалот Пеци Атанасовски, да напоменеме само тоа дека после цели 4 децении конечно местноста Рудина во селото Долани, каде што се и одржува овој фестивал, ќе биде уредена, така што се очекува некаде кон крајот на октомври или почетокот на ноември месец оваа година местото да добие сосема нов лик. Сега ќе поразговараме околу другите манифестации кои што се одвиваат на културен план, а и на спортски план во Прилеп. Започна одбројувањето на најголемиот спектакл, може слободно се каже, во Македонија, а тоа е Пивофесто. До каде се подготовките? Добро утро и од мене до сите гледачи на Мега телевизија на утринската програма. Подготовките се при крај. Организаторите, Општина Прилеп и Сдруженијето на граѓани Центар за граѓанска иницијатива се подготвени да ги пречекаат бројните љубители на фестивалот на пивото, кој што како стана главен сегмент на туристичката понуда на Македонија воопшто, презентирајќи и надвор од незините граници. А на Прилеп го издигна на врвот на популарноста, не само со представувањето на различните видови на пива, на учесниците, бројните излагачи, пивари, богатата културна уметничка програма, одличните концертни настапи, меѓутоа и со својата огромна посетеност. Да се подсетиме за сите оние што не слушнале, кои групи ќе може да ги види публиката тука во Прилеп во 4 дена? Па не очекува 4-дневен маратон од 14 до 17 јули, каде што ќе има за сите љубители на различната музика, за сите вкусови своји обожаватели, така да почнуваме со четвртокот Crossroad Blues Band, Tropico Band ќе настапи, диџеите, светски познатите диџеи Fly Project, потоа Каролина Гочева, самостојни референти кои што доаѓаат од Београд, потоа дуото диџеи од Грција, значи Бенгладекс, кој што ми е добро познато на помладата публика. Потоа имаме Харимата Хари, ги имаме момент само да се Аца Лукас, Рада Манојловиќ, Миле Кузмановски, Александра Радовиќ, Биг бендот на Дејан Петровиќ и за да го заокружиме сето тоа со Парни Ваљак. Дали веќе се исполнети сите хотелски капацитети во Прилеп? Токму така, во Прилеп до последно место е исполнет капацитетот на сместување. Може би се останати уште некои од приватните сместувања, така да сите оние кои што имаат намера да поминат од дел од летните горештини во Прилеп и да учествуваат на овој фестивал, можат да најдат уште по некоја соба. За сите оние со малку поавантуристички дух, исто така како и секоја година се организира бесплатен кампинг простор на Паркот на Револуцијата. Дали и ова година ќе го имаме тоа? Кампингот е составен дел на Пивофестивалот веќе неколку години, затоа што се покажа како доста успешен проект, така да и оваа година на кампот на Паркот на Револуцијата, кампот ќе биде достапен за сите оние кои што сакаат таков вид на
туризам, можат само да си понесат шатор, се друго ќе им биде обезбедено. Да подсетиме, камперите добиваат бесплатна чорба и кафе секој утро кои што ќе присуствуваат на могилата. Организаторот се погрижува за тоа секоја година да им го направи после напорната ноќ утрото пријатно и ги послужува со бесплатно кафе и чорба. Кои други културни настани се очекуваат ова лето во Прилеп? Летниот период започна со театарскиот фестивал всушност, каде што ги имавме можност да ги видиме најдобрите драмски остварувања од македонската театарска продукција. Денес продолжуваме со фестивалот на народни инструменти и песни Пејце Атанасовски. Веднаш потоа на 10 јули имаме за прв пат годинава и селенички македонски фестивал, кој што ги се одвива токму тука на Камената бина. Пиво фестивалот, како што спомнавме, од 14 до 17 јули. За сето ова да го заокружиме со джез фестивал во периодот последниот викенд од месец август, значи 25, 26 и 27 август, годинава по јубилеен петти пат. Прилеп е еден од ретките градови што практично ги задоволува сите музички вкусови. Од чалгиска музика до народна музика, пиво фест, поп, забавна музика, па дури и джез фестивал. Токму затоа и градот мислам дека го добие епитетот за најфестивалскиот град не само во Македонија, туку и во регионот. Па Прилеп со гордост го носи епитетот град на културата, меѓутоа и град на фестивалите, затоа што општата стратегија и насоки на локалната самоуправа и на граѓаните на Прилеп е развивање на тој фестивалски културен туризам, меѓутоа и самиот град со својата конфигурација на теренот како споменик на природата, а и споменик на културата привлекува доста туристи, влюбеници во активниот туризам. Прилеп е единствена општина која што е зачленета во светската асоциација на активен туризам. И така да овде многу од спортовите си направија своја база и за нивен понатамошен развој, како што се болдеринг, планинско трчање, маратон во планинско трчање, многу велосипедски тури и параглайдинг над превари. Така да ова лето ќе имаме можност и да уживаме во параглайдинг и змајарство, светско и европско првенство, кое што ќе се одвива на територија Кривогаштани, Крушево и општина Прилеп. Затоа што и тој насоките на ова светска организација на развој на тој активен туризам се да бидат што порегионални. Кои се бенефитите од членството во таа светска асоциација за Прилеп? Бенефитите од членството нормално е учесник си во една огромна мрежа каде што разменуваш податоци, пласираш своји информации, го ставаш градот на таа светска карта на дестинации кои што ќе биде достапен да го видат илјадници луѓе кои што се влюбеници во овај туризам, меѓутоа и многу туроператори кои што во иднина можат да носат овде туристи. Пред околу месец и пол може да се каже, присуствувавте на конференција токму за ваков вид на туризам во Охрид. Дали веќе некои туроператори стана заинтересирани за сето ова што го нуди Прилеп? Па има повеќе со кои што стапивме во контакт, токму бевме членови на таа нивна конференција, а дел од нив е исто така и Светска банка е веќе заинтересирана за да вложи во некои проекти кои што ќе го опфатат Прилеп за развој на тој алтернативен туризам. Дали се има некаква статистика колку туристи годишно го посетуваат Прилеп на сите овие манифестации и на културен план, но и на спортски? Ако кажем бројка, може би калкулирала сега, меѓутоа ако земеме во обзир дека само пиво фестивалот е домаќин на над 350.000 туристи домашни и странски и сите други манифестации, навистина тоа би била огромна бројка, затоа што тука и во другите периоди, не само во лето, го имаме карневалот, Прочка, кој што го посетуваат доста туристи. Исто така, таму сме членки на Светската асоциација на карневалски градови. Имаме и други фестивали и манифестации, овие сите спортисти и така наречени бекпекери што не се можеби транзитни, не се регистрирани, бројката би била навистина голема. Ви благодарам на разговорот. Како што кажаме, Прилеп можеби нема езеро, нема море, нема реки или национални паркови, но сепак според статистиките е третиот град во Македонија после Скопје и Охрид кој што привлекува најмногу туристи. Прилеп тука својот рецепт го најде токму во развојот на овој фестивалски и спортски алтернативен туризам. Даре, кога сме кај езерата и морињата, каде прилепчани го поминуваат летниот одмор? Каде наоѓаат спас од овие горештини?
Летниот одмор, како и секоја година, така и оваа година, хит дестинација за Прилепчани е Грција, поради близината. А кога станува збор за она викенд излегување, Прилепчани го поминуваат во околните манастирски комплекси кои што се навистина прекрасни, а тоа е манастирот Успени на Пресвета Богородица Трескавец и манастирскиот комплекс Свето Преображение Зрзе. Исто така како една викенд дестинација е и вештачката акумулација, каде што разладување во овие летни горештини наоѓаат голем број прилепчани. Ти благодарам, Даре, и тебе и на твоите соговорнички кои што ова утро со нас и со нашите гледачи ги споделивте сите овие настани за случувањата кои што на културен план ќе се случуваат токму во Прилеп.